Клонот 1 на детската градинка Павлина Велјанова ќе добие хибридни соларни панели за производство на топлинска и електрична енергија. Проектот што го изработи Сдруженијето Локална акциона група од Кочани е дел од заложбите за искористување на обновливите извори на енергија и намалување на испуштањето јаглерод диоксид во воздухот. Со подпишувањето на договорот со фирмата Еко Солар од Штип, која е изведувач на техничките работи, проектот ќе започне да се реализира на терен. Истовремено со еколошката се добива и економска корист од него, односно проектот ќе придонесе за намалување на трошоците за електрична енергија во објектот на градинката. До сега е помината фазата на изработка на основен проект и сега преминуваме после подпишувањето на договорот на набавувањето на опремата на хибридните сончеви колектори и инсталација на истата, која што треба да заврши некаде до крајот на август или септември. После овој дел следуваат едукативни активности од областа на обновливите извори на енергија, кои што ќе се работат со дечињата од детската градинка Павлина Велјанова. Проектот на Сдруженијето Локална акциона група обезбедува финансиска поддршка од Глобалниот еколошки фонд ГЕФ, а како кофинансиер се јавува и Кочанската локална самоуправа. Целата сума на проектот е $46,420,000, од кои што половината од сумата ја дава Глобален еколошки фонд, а другата половина ја дава општина Кочани, заедно со неготовинско учество на детската градинка Павлина Велјанова. Детската градинка во Кочани е прва во државата каде ќе бидат поставени хибридни соларни колектори, што според изведувачот е нова технологија што овозможува големи придобивки за корисниците. Самите колектори се така димензионирани да даваат 70% топлинска енергија, а 30% електрична енергија. Значи, ваков тип на колектори нема инсталирано во нито една градинка во Република Македонија, тоа е сепак нов тип, нова технологија, која што на запад си применува, меѓутоа во Македонија значи тек ова се зачетоци. Поентата е следното, значи кровните површини се ограничени и целта е не само да се добие топлинска енергија, односно топла вода за потребите на градинките, туку да се добие и електрична енергија. Сега со топлата вода ќе се снабдуваат кујната и занималните во градинката Павлина Велјанова, а со електричната енергија ќе се врши осветлување на ходникот во самата градинка Павлина Велјанова. Со поставувањето на хибридните соларни колектори се очекува намалување на испуштениот јаглерод диоксид во воздухот од околу 5 тони годишно, а ќе се заштеди и електрична енергија во износ од $94,000, при што овие пари ќе бидат наменети за следните еколошки проекти во градинката.